После само 4 години во продажба, Лада размислува за пензионирање на X-Ray. Причината за тоа е слабата продажба, која во првите 5 месеци годинава едва стигна до 7000 примероци. На одлуката за судбината на овој интересен кросовер ќе влијаат и промените во стратегиите на Рено, кој е мнозински собственик на АвтоВАЗ. Имено, иако има потенцијал за тоа, французите не сакаат X-Ray да се најде на европските пазари за да не конкурира на Dacia Sandero, степови. А тоа и ќе се случи бидејќи двата модела ја имаат истата механичка основа, а рускиот е со далеку поатрактивен дизајн. И цената би му била привлечна, основната верзија на X-Ray во Русија се продава за 7000 евра. Опремена е со 1,6 литарски бензинец со 106 конски сили, а во крос изведбата има и Ride Select систем кој со избор на 5 режими на возење го заменува погонот на сите тркала.